Предлогот произлегува од фактичката ситуација. Во моментов, во рамките на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, функционира и избрана од Советот на јавните обвинители господјата Вилма Русковска. Од тука произлегува и предлогот таа да го продолжи новото јавно обвинителство за организиран криминал и корупција во рамките на јавното обвинителство. Тоа ќе бидат две паралелни институции, така? Тоа ќе биде јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, кое што ќе има финансиска независност, но ќе функционира во рамките на јавното обвинителство, од она што го знаеме како информација. Сепак, значи, не би можела иста личност да ги води и двете. Ќе мора таа да се префрли овде па друг. Колку што јас знам и колку што јас имам информации, не станува збор за префрлање, туку станува збор за интегрирање на ова јавно обвинителство во рамките на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Тоа е зборува ново обвинителство, дури името е поразлично. Во обвинителство за висока корупција, во само за корупција. Суштината е тоа дека во разговорите помеѓу преговарачките тимови, едно од барањето на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ беше да специјалното јавно обвинителство биде во рамки на основното јавно обвинителство. Тоа е прифатено и очекуваме и бараме од опозицијата да го прифати новиот предлог закон за јавно обвинителство, да ова ново јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција биде интегрирано во рамките на основното јавно обвинителство, што всушност, ќе повторам, беше и барање на ВМРО-ДПМНЕ. Што доколку днес не го прифатат, а не го прифаќаат, имате ли подредни случаи? Не би било благодарно од моја страна да од овде, од партијата, прејудицирам одлуки на собрание во однос на законски решенија. Да видиме, ние апелираме, секој пратеник, согласно неговото собствено убедување, имајќи ја во предвид суштината и потребата од носењето на новиот закон за јавното обвинителство, дека ќе гласа. Јас сум убеден дека моите колеги пратеници ќе го имаат целото тоа во предвид и во функција на правната држава и на правдата во Република Северна Македонија, ова ново законско решение за јавното обвинителство ќе биде изгласано со потребното мнозинство. Има ли план Б доколку евентуално се? Не би сакал да шпекулирам пред време, ќе повторам, неблагодарно е да зборувам во име на пратениците кои што одлучуваат согласно нивното собствено убедување. Ви благодарам.